Сакам да го изразам задоволството што во овие 2 дена ни беше дадена можност да се сретнеме со многу високи функционери на Соединените Американски држави и да разговараме за Република Македонија, за односите меѓу Америка и Македонија, за прогресот што е направен и за едината се разбира. Она што можам да го кажам е дека имавме средба вчера со господинот Гордон Браун, а денеска со секретарот Клинтон и со вице-председателот, заменик председателот на Америка, господинот Бајден, на кои што средби разменивме мислења за повеќе работи поврзани со нашите заемни релации, нашата заемна поддршка и за состојбите и перспективите на Република Македонија. Она што е важно да се спомне е дека Македонија и Америка имаат долгорочна соработка. Знаете дека нашата земја е присутна во Авганистан подолг период со своји војници, кои што рамо до рамо со американските војници се наоѓаат во Кабул. Исто така, кога беше потребно, бевме присутни во Ирак, присутни сме и во Босна. Партнери сме и во Обединетите нации и во други мултилатерални организации и даваме взаемна поддршка едни на други секаде каде што е тоа можно. Македонија во моментот е земја кандидат за НАТО и за Европската Унија и, како што знаете, само заради блокадата од Грција поврзана со името, го немаме добиено целосното членство и ги немаме започнато преговорите со Европската Унија. Она што го истакнав, зборав за она што е направено во изминатиот период во Република Македонија, прогресот што беше направен во делот на образованието, во делот на економијата, неодамнешните чекори превземени во делот на судството и фокусот што сега го имаме во делот на јавната администрација и на средбата со господја Клинтон и на средбата со господинот Бајден. Зборував и повеќе детали околу тоа што се прави околу реформите, затоа што станува збор за реформски ориентирана влада, која што е насочена кон прогрес и кон постојани модернизации и реформи, така што изложив и неколку детали за кои што поразговаравме поврзани со реформите во образованието, со огромниот фокус на образованието. 6% од бруто домашниот производ во Македонија се инвестира во образование. Воведено е задолжително средно, отворени се нови универзитети, нови факултети, драстично е пораснат бројот на средношколци кои што запишуваат факултет. Понатаму зборувавме за економијата, за реформите што ги преземавме во тој дел, за тоа дека Македонија достигна највисоки стапки во својата историја пред почетокот на кризата, стапки на раст од 6%, 5% и 5% во 2007 и 2008 година, дека и понатаму продолжуваме со реформите и дека Светската банка ги оцени многу добри нашите реформи и земјата во 2008 година ја прогласи за четврт најголем реформатор во светот, а во 2010-та за трет најголем реформатор во светот, со што и на генералната позиција, на генералната листа бевме поместени од 96-то на 36-то место, што е огромен сигнал кон инвеститорите кои што размислуваат каде да инвестираат. Исто така, спомнавме и за тоа дека владата е многу фокусирана во борбата против криминалот и корупцијата и во спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Потсетивме дека на листата на Transparency International за само 3,5 години до 4 години успеавме да се качиме од 105-то на 62-то место, што укажува дека во земјата има сериозен напредок во делот на борбата против криминалот и корупцијата, но дека тоа нас не задоволува и сметаме дека има уште работа и дека ќе продолжиме со силни чекори понатаму да работиме на тоа поле. Укажавме исто така дека Охридскиот рамковен договор е предмет на спроведување од страна на оваа влада, дека земјата е како мултиетничка, чекори напред во делот на остварувањето на сите заложби кои што преходно беа заземени и дека тоа останува во врвот на нашите приоритети. Секако најважното прашање за кое што и најмногу беше посветено време беше прашањето поврзано со името и проблемот со Грција. Во тој контекст зборувавме за она што се случуваше во минатото, за она што се случува сега и за нашите очекувања во иднина. Ставот на Америка е дека Македонија и Грција треба да го решат овој проблем и дека само ние можеме да најдеме решение и дека не треба да очекуваме некој друг да ни го заврши тој проблем, да ни го реши тоа прашање и дека треба да останеме фокусирани на неговото прашање. Се разбира, тоа е настав и ние и во минатото и во иднина ќе останеме силно фокусирани на решавање на ова прашање поврзано со
со името, односно со нашето членство во НАТО и нашето членство во Европската унија. Практично најголем дел од дискусиите беа поврзани со евроатлантските интеграции, со кои што како и да се заврати, работите се поврзани со решението кое што треба да го постигнеме со Грција. Од прилика тоа беа главниот фокус на разговорите. Се разбира, имаше и други теми за кои што се разговараше, меѓутоа тоа беше главниот фокус на разговорите. Да искористам приликата да кажам дека вчера имавме можност да се сретнеме и со претседателот на Джордж Вашингтон универзитетот овдека во Вашингтон, со кого што разговаравме за можноста за соработка и размена на студенти помеѓу Охридскиот универзитет Свети Апостол Павле и универзитетот Джордж Вашингтон. Начално добивме согласност дека тие се подготвени да се подпише најпрви меморандум за соработка и на база на тој меморандум да се започнат разговори за размена на студенти. Тоа би било од големо значење за овој наш универзитет, од причина што тоа би било на некој начин и признавање овде во Америка на тој универзитет и на него како универзитет ќе му бидат широко отворени вратите во иднина. Ова е особено важно затоа што на овој универзитет сите предавања и испити се на англиски јазик, што возможува странски студенти, американски студенти да дојдат и да можат да студираат и тоа што ќе го студираат во таа размена студенти да им биде признаено тука во Америка. Утре продолжуваме со средбите, имам ручек со група на конгресмени за кои што ќе зборувам исто така заедно со министерот Милошевски и со другите од делегацијата, ќе зборуваме за состојбата и перспективите на Република Македонија и можностите дел од конгресмените кои што се поддржувачи и пријатели на Македонија да ни помогнат. А исто така ќе имаме средба и во ОПИК, која што е институција која што дава гаранција за вршење на инвестиции од Америка во други држави како што е Македонија. Имаше ли некаква конкретна сугестија од американска страна? Рековте дека таму најмногу време сте посветиле на името, а сега овде најмалку време посветите. Нешто по-конкретно? Не можам да ви кажам нешто по-конкретно затоа што конкретните работи ги кажува господинот Нимиц и Обединетите нации. Америка е држава која што на некој начин е еден вид олеснувач на работите и тие се оние кои што не охрабруваат и нас и Грција да што побрзо најдеме решение и дека тие ќе застанат за едно такво решение. Дали се зборуваше и за настаната за ситуацијата воопшто во Македонија? Па ова беа главните теми, имаше и по некои други, меѓутоа ова беа главните теми. Баравме ли некоја помош дополнително од САД во процесот на разговори? САД е наш редовен поддржувач за многу работи, така што очекуваме дека и за прашања во иднината кои што ќе ни бидат значени, доколку се појават некакви прашања, би можеле да побараме поддршка. За ситуација Рековте дека САД не сакаат фактички да се мешаат во процесот на преговори за решавање на спорот зимното. Тоа значи дека ќе се изврши притисок врз Грција да не бара идентитет, јазик и промена на уставот? Не можам да кажам дека беше таква дефиницијата. САД во основа се оние кои што даваат поддршка на тоа двете држави што е можно поитно да се договорат и ги охрабруваат двете држави да се договорат. Ви благодарам, ако беше. За пописот, дали е можно да се одложи пописот, бидејќи сигурно сте запознаени со последните случувања во пописната државна комисија, дека албанците и турците го напуштиле? Јас се надевам дека преку диалог ќе се решат тие проблеми. Благодарам.